На меѓународниот ден на ромите, 8 април, кој што патем го одбележавме и во Македонија наутро, во општина Шуто-Оризари беше отворен првиот ресурсен центар за повратници и други маргинализирани групи. Какви услуги нуди истиот и кој се може да го користи? Утро во информација добиваме од градоначалникот на општината Шуто-Оризари Курто Дудуш и представникот на UNDP Драган Ристовски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и благодариме на поканата. Секоја година, посебно на 8 април, кога се одбележува и меѓународниот ден на ромите, се зборува за состојбите и предизвиците со кои што се соочуваат ромите. Секако сакаме повеќе да се задржиме тука на домашен, на наш терен. Евидентно е дека имаме извесен исчекор напред, но секако предизвиците остануваат. Ако имаме предизвици, треба да зборуваме и за нивно надминување. Кои се главните сфери или проблематики на денешната генерација роми? Пред се да почнеме позитивно. Ајде, да. Значи промените се видливи веќе кај ромската заедница и остануваат неколку генерации постари или да речеме генерации кои немаа можност како денешниве помлади генерации да се образуваат и да работат во ова денешно доба. Значи ние во Шуто-Оризари денеска имаме деца кои 90% од тие што завршуваат основно образование, завршуваат и средно образование и тие се веќе и вработени, тие веќе го фатија теркот на животот како секоја друга заедница. Меѓутоа предизвиците остануваат со тие постарите генерации за кои е и како потребна помош од секаков вид. Знаете, стереотипите и дискриминацијата кон нашата заедница е од секогаш присутна во овие простори. И тоа е тоа со кое ние секој ден се соочуваме со нашата работа. Знаете, пробаме како општина да излеземе во пресред на сите граѓани, но немаме ни ресурси, ни можност да влијаеме надвор од општината. Така да со овој ресурсен центар кој го отворивме на 8 април, се надеваме дека услугите граѓаните ќе ги добијат на едно место и ќе имаме увид во ситуациите. Значи, ќе имаме увид во тоа дали и како ги добиваат услугите таму каде што живеат, се со цел за да им олесниме пристап до подобар, полесно секојдневие, да. И ресурсниот центар е дел од регионален проект, финансиран со средства од Европската Унија. Можеби кога станува збор за бројката на повратници, тука е тешко да се искалкулираме, но ајде да зборуваме за потребите, за прашањата. Што е она што сака секој повратник кој што ќе се врати во својата земја да го има како секојдневие, како услуга? Ајде ќе се земам јас за пример. Јас сум исто така повратник од западноевропските земји, Германија. Живеев таму 11 години. Отидов на моја 15-та година и се вратив на моја 26-та година. И јас кога се вратив во Македонија, прво македонски не знаев, поради тоа што во Германија, таму каде што живеев, немаше македонци. Значи, се друго имаше освен македонци и немав можност да го зборувам јазикот. Јас го знаев, учев овде основно школа, меѓутоа кога 10 години не го говориш, ќе подзаборавиш. Повеќе знаев српски или српско-хрватски, него македонски. И кога јас се вратив, се соочував со бариери, прво јазикот, второ лична документација. Не знаев каде треба да одам за да се снајдам, за да дојдам првин до лична документација, поради тоа што 10 години одмина и се требаше ново од почеток да извадам. Најнормално ќе треба некој да има време да појде со тебе и се тоа да ти помогне. Значи, се тоа што јас тогаш во тоа време го доживеав и ми требаше како помош, денеска го имаме во нашата општина и се надевам дека институциите, пред се оние шалтерски, ќе дадат можности, ќе дојдат, ќе соработуваат за да можеме на тие повратници кои се соочуваат со тој тип на проблеми, да им помогнеме. Во друг дел, децата на повратници исто така се соочуваат со јазична бариера. Значи, ние се трудиме да помогнеме колку можеме, меѓутоа тешко оди.
тешко оди и се надеваме со овој ресурсен центар дека ќе им ускочиме во пресрет на сите. Драган, од каде произлезе идејата за ваков тип на центар и ете подетално да кажеме каков тип на поддршка се ќе нуди истиот? Најпрво добро утро на гледачите на националната телевизија. Значи, поддршката за овој центар дојде, односно барањето за оформување на ваков центар дојде директно од корисниците на овој центар, односно од луѓето, граѓаните, повратниците од општина Шутоа Ризари. UNDP во последниве 3,5 години спроведе еден комплексен проект кој се однесуваше за повратници, кој беше финансиран од Европската Унија, и овој проект како пилот ние го имплементиравме во 3 општини: Прилеп, Штип и Шутоа Ризари, и во една од компонентите на проектот беше предвидена компонента за социјална кохезија, каде што одредени и средства беа предвидени за поврзување на повратниците со домицилното население. За таа цел ние организиравме форумски сесии во сите 3 општини, каде што се искристализира одредени идеи, одредени потреби на населението, така да во општина Шутоа Ризари на тие форумски сесии каде што учествуваа представници од општинската администрација, представници од невладиниот сектор, представници од граѓаните, дури и представници од повратниците, како најголема потреба ја дефинираа потребата од создавање на место каде што граѓаните, пред се повратниците, може да ги добијат сите информации, потребни информации, бидејќи, како што знаеме, и општина Шутоа Ризари има специфичен статус, бидејќи е дел од градот Скопје, така да на територијата на општината и не постојат сите национални служби што треба. Има центар за социјални работи, меѓутоа нема центар за вработување и така натаму и други институции. Така да од една страна тоа беше потребата, од друга страна со повратниците и со другите маргинализирани групи во општината работат во одредени сегменти и невладините организации, така да со идејата за ресурсниот центар ние сакавме овие услуги интегрално да бидат давани од страна и на општинската администрација, и на националните служби, и од невладиниот сектор. Со таа цел, значи, ја започнавме, односно направивме стратегија за започнување на изградба на ресурсниот центар со средствата од Европската Унија, меѓутоа тие средства не беа доволни, поради тоа општината во партнерски однос со проектот издвои уште дополнителни средства кои што се во висината на средствата на Европска Унија, односно некаде околу 11 милиони денари е вкупната вредност на ресурсниот центар, значи 5 милиони денари дојдоа од Европската Унија, 6 милиони денари дојдоа од страна на општинската администрација. Општината, бидејќи го препозна потребата на граѓаните, за оваа цел зема комерцијален кредит од банка, за да може да ја завршиме изградбата на центарот, неговото опремување и еве, како што кажавте, пред една недела за Денот на ромите го отворивме центарот. За да може непречено да ги нуди сите овие услуги кои што пред малку ги споменавте, со кои се државни институции е неопходна соработка? Па пред се е неопходна соработка со оние институции со кои што граѓаните имаат потреба. Значи, граѓаните на Шутоа Ризари, бидејќи таква е поставеноста на Агенцијата за вработување, пријавувањето и целокупните услуги што ги дава Агенцијата за вработување се лоцирани во Капиштец во Скопје, така да граѓаните на некој начин, бидејќи ова категорија на население е со висок степен на невработеност и со други потреби во врска со вработувањето, значи се присилени на некој начин секојдневно да се движат десетина километри од општина Шутоа Ризари во Капиштец. Значи ние, односно повеќе општината, стапи во контакт со Агенцијата за вработување и се надеваме дека во иднина ќе обезбедиме присуство
дали перманентно или повремено присуство на Агенцијата за вработување во рамки на ресурсниот центар, така да граѓаните од Шутоа Ризари ќе можат да дел од услугите што ги дава агенцијата ги спроведуваат во самиот ресурсен центар и дел што не можат да ги спроведат ќе бидат насочени нели во централната, во службата во Капиштец на Агенцијата за вработување. Исто така општината пушти барање и до други служби како што е Заводот за здравствена заштита, за образование и се надеваме дека во следниот период со започнување Фондот за пензиско и инвалидско, така да се надеваме дека со започнување на работа на центарот постепено и ќе се шири палетата на услуги што ги дава, затоа што со сите овие ќе општината ќе биде пред се она е носител на активностите, ќе биде во преговори со сите овие институции и ќе може да обезбеди соодветно присуство на службите во центарот. И за крај, можеме ли да очекуваме реплицирање на овој модел и во други општини каде што е тоа потребно? Овој модел предизвика особен интерес и кај други општини, така да, бидејќи од самиот почеток општина Штип, како што кажав, беше учесник во овој пилот проектот што беше финансиран од Европската Унија и од самиот почеток од блиску ја го следеше прогресот на ресурсниот центар, на развивање на идејата за ресурсниот центар, така да кон минатата година, при крајот на 2024 општина Штип, кога ги виде више контурите на ресурсниот центар, изрази желба да може да се реплицира овој проект кај нив, така да ние во моментот започнуваме со подготвителни активности со општина Штип за воспоставување на одреден ресурсен центар и таму, со тоа што нели ќе има одредени модификации согласно со спецификите на општина Штип. Сепак општина Шутоа Ризари е претежно ромска општина со најголем број на повратници, во општина Штип не се толку застапени, меѓутоа имаат други потреби, давање на други услуги на своите граѓани, така да ќе испилотираме уште еден добар проект и се надевам дека ќе постигнеме добри резултати во имплементацијата на репликацијата на проектот во оваа општина. Но мразо се скрши во општина Шутоа Ризари, па ќе видиме во периодот како ќе функционира целиот овој проект и јас се надевам дека во голема мера ќе им се улесни и животот на нашите повратници. Да, јас се надевам дека институциите кои треба да бидат присутни во тој центар ќе пројават интерес и ќе соработуваат со општина Шутоа Ризари. Благодариме за гостувањето, посекуваме убава и успешна нова работна недела. Бидејќи денес сме понеделник, верувам допрво почнуваат и вашите работни активности. Ова ви беше прв ангажман за овој понеделник. Се надеваме дека имаме лесна нога и ќе имате успешна професионална работна недела. Да, до 8 часот уште една исто така важна тема. Нагости го очекуваме председателот на Регулаторната комисија за енергетика, господинот Марко Бислимовски, но пред тоа краток дел од програмската понуда на јавниот сервис.